Дел од улицата Ленинова повторно стана двонасочна, а изменете и сообраќајниот режим на движење на крак од улицата Октомвриска револуција, информираа надлежните од општина Куманово. По барање на граѓаните и по процена на Комисијата за еднонасочни улици и зонско паркирање во Куманово, донесена е одлука да се воведе двонасочен сообраќај во централното градско подрачје на дел од улицата Ленинова. Според надлежните, паркинг местата ќе останат само од десната страна од крстосницата од Иво Лола Рибар и Линденска и Ленинова кон крстосницата Ленинова и Димитар Влахов, со што останува постоечкото паркирање од левата страна на улицата, која е доволно широка и може да се одвива двонасочен сообраќај. Со истиот проект воспоставен е режим на сообраќај на крак од улицата Октомвриска револуција со воспоставување еднонасочен сообраќај во правецот стамбен објект број 32 во правец кон стамбен објект 20, соопштија надлежните. Граѓаните со поделени мислења околу изменетиот сообраќајен режим во централното градско подрачје сметаа дека сообраќајниот метеж може да се намали само со обезбедување поголем број на паркинг места преку изградба на катни гаражи на повеќе локации во градот. Мислам дека не е добра одлуката ова да улица да биде двонасочна, бидејќи многу е тесна, а ако што гледате нема простор ни да се прошири улицата, така да сметам дека ништо нема да се направи да се подобри режимот на сообраќајот во овој дел од градот. Вака, мислам дека некое подруго сообраќајно решение би било поприфатливо за граѓаните. Иначе со исклучување на можноста да се паркира веќе на овој дел, пошто и градот и така е пребукиран со возила без организирани паркинг места, мислам дека само штета се прави повеќе. Не може да се реши сообраќајниот метеж во Куманово, jer puno возила се наземени, та едната работа, друга немамо сија таа чиста наша култура, македонска култура. Увек некоја сметња направимо, некои проблеми направимо. Како може да се реши сообраќајниот метеж во Куманово со повеќе катни гаражи и паркинг места? Тоа е убаво, нормално тие катни гаражи да си ги направиме покултурно, попрактично, тие да се направиме и луѓето кога доаѓа од Скопје, Куманово и други градишта, они ги си ги паркира возила. Мислам подобро ќе биде. Како би можело да се подобри тоа во нашиот град? Да има повеќе места за паркирање, тие такви работи, да може возила да се паркира подалеку од градот и секој да не вози без потреба авто. За ситни работи с авто иде малку и пешки треба да се прошета. Оваа измена следи по предлог на станарите од Ленинова, од плоштад Маршал Тито и од соседните улици, кои бараа да се воведе двонасочен сообраќајен режим и да се намали сообраќајниот метеж кој се создава на Гоце Делчев. Инаку, еднонасочниот сообраќај во Куманово почна да функционира од 2009 година во поширокиот централен дел.